На 11 мај во 1860 година, според јулијанскиот календар, или 24 мај 1860 година според Грегоријанскиот, Македонија за прв пат го одбележува денот на сесловенските просветители и учители Свети Кирил и Методий. Од тогаш, па се до денес, солунските браќа на овој ден го добиваат заслуженото признание за нивната улога во формирањето на македонската литература. Браќата Кирил и Методий се најмладиот и најстариот син на Лав и Марија, инаку богато византиско семејство кое живеело во Солун. Растејќи во побожно семејство, Кирил и Методий од најмали години биле учени да ги следат начелата на христијанството. Како високо образовани, браќата Кирил и Методий биле ценети во византискиот двор од каде добивале одговорни задачи, како на пример познатата Моравска мисија, која имала за цел ширење на христијанството кај народите во Византија и наметнување на византиската црковна власт. Кога хазарскиот цар Каган побарал од царот Михаил проповедници на верата во Исус Христос, тогаш на заповед на царот Кирил и Методий биле испратени меѓу хазарите. Откако го увериле Каган во верата Христова, тие го крстиле овој цар и голем број негови доглавници и уште помногу број народ. По извесно време, солунските браќа во Цариград ја напишале словенската азбука од 38 букви и на тој начин започнале да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски. По смртта на Кирил на 14 февруари 869 година и Методий на 5 април 885 година, мисијата за ширење на христијанството и словенската писменост ја продолжуваат нивните ученици на чело со Климент и Наум Охридски. 24 мај, денот на солунските браќа Кирил и Методий, го празнува целиот словенски народ. Во 1880 година, папата Лав 13 ја вовел нивната слава во календарот на Римокатоличката црква, а во 1980 година словенските просветители Свети Кирил и Методий од страна на Јован Павле II биле прогласени за копатрони на Европа. Република Македонија денеска 24 мај го одбележува денот на словенските просветители Свети Кирил и Методий. По тој повод се одбележуваат низа свечености, а денешниот ден е прогласен за неработен ден за сите граѓани.